Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Убаво видно расположени, овој пат ќе зборуваме за рециклирање. Ѓубре е сето она што ние луѓето ќе дозволиме да заврши како ѓубре, а сето останато е ресурс. Екологистите ширум светот си нашле една своја иницијатива, создале нула отпад, каде што 99% од ѓубрето завршува како ресурс, а само 1% завршува во депониите. Добро утро за нашата втора утринска гостинка, Билјана Костадинова, едукатор и човек за односи со јавност од Друштвото за управување со отпад, нула отпад. Билјана, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Ќе почнеме со среќата. Така некако за среќа зборуваме во текот на целата емисија, бидејќи ни се ближи 1 април. Денот на шегата, ама можеме слободно да кажеме дека е и денот на среќата за дечињата, па е зашто да не и за нас повозрастните. Имате како нула отпад, имате тогаш една иницијатива, една акција која што е наречена Капитолијада. Да ни кажете малку повеќе за каков проект станува збор, бидејќи рековме тоа ќе зборуваме за почеток, да имаме доволно време убаво да објасниме. Повелете. Среќата можеби не значи за секого исто, меѓутоа она што е заедничко за сите дека сите сакаме да се чувствуваме така. Денот на шегата е еден од деновите кој што измамува насмевки кај сите, кај децата, па дури и кај нас возрастните. Традиционално секоја година по повод денот на шегата 1 април организираме Капитолијада. Тоа е еден креативен еколошки проект кој што е во соработка со општина Аеродром и Капитол Мол. За што станува збор? Тоа е една уникатна можност децата да ја реформулираат, да го реформулираат значењето и функцијата на отпадот, креирајќи една еколошка маска токму од она од кое што повеќето од ние гледаме само отпад. Значи што ќе имаат за задача дечињата да изработат на овој креативен еколошки проект? Треба да направат своја лична, индивидуална или групна маска, во која што ќе употребат минимум 3 дела од стари електрични електронски уреди и батерии. Наместо да се фрлиме на консумеризам и купување на маски, сите панично да трчаме да купиме костим за нашите деца за тој ден, зошто да не поминеме едно креативно време заедно со семејството и со децата и да направиме самите една еколошка креативна маска. Сега право на деца на овој конкурс на учество имаат сите дечиња од градинките и училиштата на територијата на општина Аеродром. На наше задоволство оваа година ни се приклучи како партнери амбасадата на Република Словенија, која што го препозна проектот како успешна мисија во подигнување на јавната свест кај децата за селекција на овој вид на отпад и тоа на еден ваков креативен и забавен начин. Мора да им понудиме на децата содржини кои што се интересни и кои што го привлекуваат нивното внимание, паралелно со тоа и да постигнеме нели и други цели како што е подигнување на јавната свест за селекција на овој вид на отпад. Значи дечињата и нивните родители ќе треба да пратат фотографија од нивната изработена маска на Facebook профилот на Капитол Мол, таму како дигитална кампања ќе се реализира целиот еколошки проект. Предвидени се убави награди и индивидуални и групни. Главната награда ја обезбедува токму амбасадата на Република Словенија, тоа е велосипед, една убава пролетна награда за сите дечиња кои што би сакале нели да се добијат нов велосипед, а да направат нешто корисно за животната средина и да им е воедно и забавно. Другите две награди индивидуални ги обезбедува нула отпад, Bluetooth слушалки и Bluetooth звучник. Ќе имаме и други дополнителни награди зависно од одзивот на учесниците во кампањата. Секоја година дополнително одредуваме и дополнителни награди кои што нели ќе препознаеме дека децата и родителите навистина се потрудиле и изработиле нешто и воедно дале свој допринос во зачувување на животната средина. Ова е наменето само за оние кои што се жители на општина Аеродром, така? Овој проект е наменет само. Уште еднаш да ги потсетиме гледачите од кога почнува пријавувањето, до кога трае? Пријавувањето е веќе започнато. Така. До 1 април, до 16 часот може да испратат фотографија на Facebook фан профилот на Капитол Мол, со тоа што на 31 март ги покануваме сите маски изработени на една еко парада која што ќе се случи токму во општина Аеродром во Капитол Мол, заедно да ги видиме сите маски. Ќе имаме неколку дена за да ги одредиме најдобрите и да ги прогласиме добитниците на 4 април. Значи до 1 април во фотографија имаат можност сите дечиња од општина Аеродром да ја
пријават својата екомаска. Маска до 16 часот. До 16 да бидеме часот, да. појасни. Правилникот и пријавата, задолжително има пријава од родител-старател, може да ја преземат на нашата веб страна, на веб страната на Нула отпад. И сите пропозиции за конкурсот на социјалните мрежи на Нула отпад слободно може да ги погледнат. Овој конкурс е само за дечињата од територијата на општина Аеродром. Имаме уште еден креативен може проект. слободно кажете. Да, тоа е Trash for Art. Во организација на Пакомак уште еден еколошки проект кој што е докажан и веќе години наназад се организира. На нивна покана и наше задоволство оваа година и ние сме дел од оваа иницијатива за чиста и здрава животна средина. Овде одиме со сличен слоган од отпад до уметничко дело, со тоа што апсолутно може да учествуваат сите, предвидени се неколку категории. Од кои што живеат на територија на град Скопје, така? Македонија. Значи одиме градинки, училишта и третата категорија е индивидуалци и институции. Апсолутно сите кои што се креативни и сакаат да дадат свој допринос во реупотреба, селектирање и рециклирање, апсолутно може да учествуваат. Исто и тука има богат награден фонд предвидено со овој конкурс. Крајниот рок е 4 април за доставување на делата. Оваа година, освен со амбалажен отпад, ќе може да се креира уметничко дело и со електронски отпад. Тука се приклучуваме и ние, така што уметничкото дело со минимум 3 дела од стара електрична и електронска опрема може да се изработи и да се достави и да се биде потенцијален добитник на многу вредни награди. До 4 април е рокот пријавувањето. Околу пропозициите на веб страната на Пакомак и на социјалните мрежи. Организаторот е Пакомак. На ова ние се придруживме на оваа иницијатива со нашиот дел, тоа е електронскиот отпад. Одлично. Сега кажавме за овие проекти, два проекти кои што се повод за вашето гостување во нашата емисија. Да позборуваме малку сега за рециклирањето. Што е рециклирање всушност, да им објасниме на гледачите, и какви се придобивките веќе е неопходно. Нели, рециклирање веќе во ова време во кое живееме. Така. Повеќе за жал не е опција. И ако може да објасниме отпад, што значи, што е електронски, што е електричен отпад, како се рециклира, како се селектира. Еве, ќе почнеме од тој дел. Значи, под електричен и електронски отпад се подразбира се што работи на струја и батерии, а повеќе не ни е потребно. Почнувајќи од батериите, мобилните телефони, малите кујунски апарати, бела техника, фрижидери, шпорети, машини за перење. Значи, буквално се што работи на струја и батерии, а повеќе не ни е потребно. Современиот начин на живење налага постојано купување на нови уреди, а со тоа и фрлање на старата дотраена електроника. И кога веќе овие уреди нема да не бидат потребни, се соочуваме со огромен значителен проблем од количински аспект, бидејќи овој вид на отпад е со стапка од 3 до 5 пати побрзо од стапката на пораст на комуналниот отпад. Каде може луѓето да се јават и каде да ги донесат сите овие електронски, да кажеме, уреди кои што не им се веќе потребни? Така, за отпадните... Сите ние имаме, меѓутоа, еве, дајте кажете еден апел каде луѓето да се обратат. Така, за отпадните батерии имаме поставена инфраструктура од едни канти, приметив во вашата телевизија на влезот имате поставено цилиндрични зелени канти кои што ги има во сите поголеми маркети, молови, училишта, институции. На нив вели место само за отпадни батерии. Тука може да се селектираат батериите кои што ги користиме секојдневно, кои што се веќе празни и не ни се потребни. Додека за старата електрична и електронска опрема имаме еден достапен сервис кој што ни дава видливи резултати, тоа е еколинијата, телефонскиот број 070-236-000, каде што граѓаните секој ден можат да пријават стара електроника од својот дом и на бесплатен и безбеден начин да биде преземен од прагот на нивниот дом. Значи, едноставно се јавувате, оставате ваши податоци, ден претходно ве известуваме кога доаѓат лиценцирана транспортна фирма да го преземе отпадот и го доставуваме до рециклатор. И тука доаѓаме до тој дел. Може уште еднаш ка телефонскиот број да кажете, бидејќи навистина стварно е потребно ова. Така. 070-236-000 и граѓаните и правните лица, значи и сите фирми и компании кои што имаат електронски отпад, нема компанија која што не користи компјутери, електрична и електронска опрема, тие кои што се застарени и треба да направат материјален испис и тие може да ни се јават и за нив постапката е иста и бесплатна. Различно е што само добиваат документи согласно законот дека на правилен начин го направиле исписот. Еве еден апел и до фирмите и до компаниите кои што имаат во своите простори застарена електрична и електронска опрема,
не знаат што да им прават, а треба да постапат правилно согласно законот, да се јават на еколинијата и да се информираат за начинот на кој што и да се ослободат, да не си трупаме работи кои што не ни се потребни, бидејќи за среќа и за убава енергија треба прво тоа што ни е непотребно, нели, да го изфрлиме надвор од домот. На правилен начин. Сега, каква е свеста кај нас луѓето, поготово во нашава земја, за рециклирање? Знам дека во училиштата се рециклира, се селектира и стари строшени батерии, и пластични шишиња. И кажете ми сега за повозрастните. Што е со нас возрастните? Селектираме ли доволно? И помагаме ли на природата со тоа што и рециклираме и селектираме? Гледате, голема улога во разбирањето на проблемите со загадувањето и начините на кои што може да се помогне лежи токму во подигнување на јавната свест. Тука благодарам и за вас како медиум што постојано не поддржувате во нашата мисија за чиста и здрава животна средина, да ја пренесеме пораката и начините на кои што може да се допринесе, нели, за среќата на планетата Земја. И сега континуирано работиме, краткорочни резултати во ова нема. На подолги стази очекуваме резултати токму преку децата, како што напоменавте. Тие се наши екоамбасадори кои што наученото го пренесуваат дома и тие се тие кои што, ако научат дека батериите не треба да се фрлат во обична канта, нема да дозволат во домот ниту шишето да се фрли во погрешна канта, ниту батеријата да заврши заедно со комуналниот отпад. Кај возрастните потешко оди, веќе воспоставените навики тешко се менуваат. Да. И сега видете, законски има и казна од 60 евра доколку овој вид на отпад се остави како несортиран отпад до контейнер и неправилно се селектира и депонира. Доколку го фрлиме со останатиот отпад, тој ќе заврши на депонија. Меѓутоа, нашиот дел не е токму во санкциите, гледаме повеќе мотивационо да делуваме и сега имаме некои програми со општествено одговорни компании кои што ги вклучуваат граѓаните во мисија на заштита на животната средина, истовремено понудувајќи им бенефит во вид на ваучери или одреден попуст, доколку постапат правилно и ни се јават на еколинијата, да имаат некои такви бенефиции, да ги мотивираме, стимулираме да правилно да постапат. За сите акции кои што ги организираме со општествено одговорни компании, граѓаните може да се информираат на еколинијата или на нашите социјални медиуми. Значи, предади старо, купи ново. На тој начин се обидуваме, нели, да ги стимулираме и мотивираме да постапат правилно и овој вид на отпад да не заврши на погрешно место. А што е со училиштата? Имате, еве, утре една акција. Денеска имаме, денеска да, по ова гостување, да. Кажете ми, еве, за училиштата. И за акцијата, да ја спомнеме. И за акцијата. Децата се постојано вклучени во овие процеси, бидејќи од релативно рана возраст и се соочуваат со загадување од сите страни. И тие се генерално најзагрозени од загадувањето и поготово од овој опасен отпад, кој што во себе содржи метали како олово, жива и кадмиум, кои што, доколку не соодветно го отстраниме, овие метали многу лесно може да го најдат патот до воздухот, водата и почвата, да навлезат во синџирот за исхрана и повторно да се вратат во нашето тело како предизвикувачи на сериозни заболувања. Листата на болести е долга, а последиците се фатални, а најзагрозени се токму децата. Можеби и тие се причините за кои што најповеќе делуваме токму кај децата и генерално највидливи резултати постигнуваме кај нив. Денеска имаме една убава пролетна акција, нели, пролета на инспирирана среќа, на пролетно чистење, направење на некои промени кои што ќе направат добро и за нас, за нашето индивидуално и колективното здравје. Со дечињата од училиштето Блаже Коневски од општина Аеродром денеска во 10 часот имаме пролетна еколошка акција за собирање на старата електрична и електронска опрема и отпадните батерии од своите домови ќе донесат се што е расипано за да го собереме, да изчистиме на правилен начин да го отстраниме. И ги повикуваме сите граѓани кои што се тука во таа околина, кои што може да не се придржат, од 10 часот почнуваме во училиштето Блаже Коневски, може да донесат стари уреди кои што ги имаат од својот дом и на правилен начин да ги отстранат. Ќе има и забава, ќе има едукативно-креативна работилница, ќе има засадување, така што со нетрпение јас очекувам да им се приклучам на дечињата. Да ни кажете малку повеќе за вашето друштво Нула отпад. Кажете ми, имате многу активности, значи ви се менуваат на неделно ниво. Кажете ми, што работите? Еве, што ви е конкретната цел? Како ги информирате и граѓаните и училиштата?
Како може да... Друштвото за управување со отпад нула отпад го организира системот на собирање на отпадна електрична електронска опрема од домаќинствата и од правните лица. Соработуваме со општините и со јавните комунални предпријатија и овој систем во континуитет допринесува овој вид на отпад кој што е опасен отпад да не заврши до контейнерите, на улица, во природа и на депонии. А другата наша задача за да можеме да го собереме овој вид на отпад е претходно да ги информираме граѓаните и да ја подигнеме јавната свест за немешање на овој отпад со останатиот комуналниот отпад. Генерално соработките ни се со општините. Еве оваа недела со денот на пролета имавме една убава еколошка акција со општина Брвеница, каде што беа поставени инфраструктура од садови за батерии во сите поважни институции, во сите продажни места кои што продаваат батерии, согласно законот треба да ја има таа зелена канта каде што потрошувачите, нели, откако ќе го искористат производот кој што го купиле, ќе имаат и каде да ја стават таа отпадна батерија. Имаше и засадување, пошумување, така што генерално соработката со општините, јавните комунални предпријатија и пред се училиштата, бидејќи децата ни се таргет група кај која што најмногу треба да делуваме за да овозможиме среќа на планетата Земја и рециклирањето да е во поголем процент. Пред да го завршиме разговорот, имате ли некоја порака за сите оние кои што не следат утринава? Да сватиме дека изборот кој што го правиме индивидуално, глобално влијае на пошироката слика. Секој правилен чекор значи многу, секој погрешен чекор чини многу повеќе. Овој вид на отпад е опасен и не смее да се меша со останатиот. Да го исчистиме домот од непотребната електроника, да направиме место за убави работи и да повикаме среќа во својот дом. Пролета инспирира на трансформација, на правење на убави промени, среќа, пролетно чистење. Еве, викенда да провериме дома што се имаме расипано. Има една стара народна поговорка која што вели ако нешто подолго од една година не сме го потребиле, тогаш најверојатно и не ни е потребно. Да не трупаме работи во надеж дека ете можеби еден ден ќе ни притребаат и ќе се најдат. Обично трупаме. Обично трупаме, да го исчистиме просторот и да направиме простор за убави работи и за среќа. Пред да го завршиме разговорот, уште еднаш да подсетиме за она што зборевме на почетокот, значи да подсетиме и да повикаме до 1 април, до 1 април, дечињата од општина Аеродром да се активираат со своите родители, да ни испратат фотографија од својата маска и да учествуваат за вредните награди, а за сите деца и останете од целата територија на државата да ги погледнат пропозициите на конкурсот Trash for Art до 4 април, да го испратат своето уметничко дело и повторно да се надпреваруваат за некоја вредна награда и за свој личен допринос кон животната средина. Билјана, ви благодарам за учеството во нашата емисија. Јас мислам дека се опфативме, се што зборувавме дека треба да кажете, а доколку вие мислите дека треба нешто да додадете, повелете слободно, искористете ја можноста. Така, јас би сакала да ви се заблагодарам уште еднашка за можноста да ги информираме граѓаните и да влијаеме кон подигнување на јавната свест преку вашиот медиум. Уште една акција имаме во најава, тоа е Генералка викенд. Не ја споменавме, да. Генералка викенд, уште едно во насока на пролетното чистење и еколошките акции. Тоа е проект кој трета година се организира во нашата земја, во организација на Men and Mountain. Пакомак оваа година и нула отпад е дел од оваа иницијатива. Тоа е една алијанса од владени и невладени институции, општествено одговорни компании и сите граѓани на територијата на Република Македонија, кои што во еден викенд, 12, 13 и 14 мај, ќе чистат буквално во исто време на територија на 50 општини. Импресивен проект кој што и претходните 2 години даде резултати, меѓутоа оваа година се повеќе општини, 50 општини ќе бидат вклучени кои што во исто време ќе реализираат пролетни акции на чистење на својата територија. 12, 13 и 14 мај, со тоа што сите резултати кои што ќе се постигнат во однос на количина на собран отпад, амбалажен електронски отпад, есен 2023 година ќе има пошумување на одредени зони кои што се и Министерство за земјоделие и Министерство за животна средина и национални шуми се партнери на овој проект, така да Сончева гора е проект кој што есен 2023 година ќе има пошумување на одредени зони согласно количините на отпад кои што ќе се собера. Така да убав проект во кој што ќе бидат вклучени многу граѓани, многу волонтери, многу организации од целата територија, повикува на една сплотеност. Сите заедно да направиме некаква промена. И да работиме за доброто на нашата
планета Земја, бидејќи ни е За една себе и прво единствена. и за Така. нашата планета, да. Билјана, благодарност голема што ни бевте утрово гостинка. Нашиот медиум останува отворен за сите ваши нови и следни активности кои што ги планирате како нула отпад. Ви постакувам убаво да си поминете денеска во основното училиште Блаже Коневски во аеродром. Да. Ви благодарам.